Поважувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. И понатаму на државно ниво продолжува да расте бројот на лица кои се позитивни на коронавирусот. За разлика од изминатите неколку денови, кога во Кочани состојбата се смири, во последните 24 часа ново евидентирано позитивно е едно лице. Тони Ајтовски ги има деталите. Министерството за здравство потврди дека во изминатото деноноќие едно лице од Кочани е евидентирано како позитивно на коронавирусот. Со тоа, од почетокот на епидемијата досега вкупниот број на подрачјето за кој е надлежен Центарот за јавно здравје од Кочани достигна 54 лица. Од нив оздравени се 29 мина, а останатите се водат како активни. Во општината Виница и понатаму нема нов заразен, а единствениот активен на COVID-19 веќе е евидентиран како оздравен. Во изминатите 24 часа на ниво на држава биле направени вкупно 1045 тестирања, а регистрирани се 164 нови случаи. Од нив најмногу се во Скопје 85, потоа во Куманово 24 и 18 во Тетово. Во Охрид има 9 мина, а во Штип и Струга по 5 лица. Останатиот број новозаразени се во неколку други градови во државата. Според информацијата од Министерството за здравство, во изминатите 24 часа по едно лице од Тетово и Скопје починале како последица од заразата со коронавирусот. Привршува изградбата и асфалтирањето на улиците во 5 населени места во општина Кочани. Тие се дел од проектот за оваа година со кој ќе се комплетираат вкупно 30 улици во руралниот дел од општината, за што ќе се инвестираат 125 милиони денари. Локалната самоуправа на Кочани го привршува проектот за асфалтирање улици во селата Оризари, Прибачево, Тркање, Долни Подлог и Мојанци. За оваа инвестиција претходно обезбеди средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Комплетирањето на сообраќајниците во 5 населени места е дел од планот за сообраќај на инфраструктура за тековната година, со кој во селата во општината ќе се изградат вкупно 30 улици со вкупна вредност од 125 милиони денари. Според градоначалникот Илиев, со асфалтирањето на улиците Ангел Донев во Оризари и Маршал Тито во Прибачево, во рок од околу 3 месеци е реализиран проектот за нови сообраќајници во дел од рамничарските населени места. Важно е да се напомене дека со оваа инвестиција е завршена и последната неасфалтирана улица во Мојанци, со што ова село станува пример за инфраструктурно средено населено место. Со мерката 322 од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, за нашата општина се одобрени средства и за улиците Тоде Паунов во Долни Подлог и Ангел Стојчев во Тркање, каде што набрзо ќе почнат градежните работи. Заедно со изградбата и асфалтирањето на улицата Михаил Арсов во Прибачево, комуналното предпријатие Водовод постави и фекална канализација за домакинствата кои не беа поврзани на системот за пречистување на отпадните води. Од општината информираат дека за оваа година од планираните близу 10 километри улици и патишта во руралните делови веќе се завршени 4 километри и 700 метри, а во тек на градба се 2,5 километри. Реализацијата на преостанатите улици ќе почне во текот на летото. Додека некои фирми извесен период беа затворени поради состојбата со коронавирусот и пандемијата која го зафати целиот свет, Amphenol Technology Македонија функционира цело време и без загуби. Секако дека и оваа компанија не е имуна на кризата. Посебно се одрази на автомобилскиот одел, но компензиравме со зголемен обем на работа во телекомуникацијското производство. Отпуштања од работа ке нема, рече на прес директорот на компанијата Сашко Наков. Најголемата и најбрзо растечка компанија во регионот, која за само 6 години постоење успеа да вработи 1800 лица, одлично се снаоѓа и успешно функционира и во време на корона кризата, истакна на прес пред новинарите директорот Сашко Наков. Тој пред јавноста го објасни функционирањето на компанијата во време на воредна состојба, обемот на работа и порачките, како и идните планови и инвестиции. Со изјавата и деталниот опис во време на пандемијата, Наков ги разјасни сите шпекулации и дезинформации кои кружеа за компанијата, посебно во врска со отпуштање од работа во време на криза.
Ситуацијата околу обемот на работа и порачките и надомошните планови инвестициите кои се планирани, сигурно дека во една ваква кризна ситуација не може да остане ни една компанија имун, па ни Амфенол. Најмногу тоа е изразено во автомобилскиот дел, додека во делот кај што е телекомуникацијскиот и производство на антени и телекомуникацијски конекторски кабли, спротивно имаме зголемување, дури и некаде дуплирање на капацитети и на потребите. Мислам дека најтешкиот период беше крајот на мај, почетокот на јуни од аспект на порачки, меѓутоа ние успешно ги решаваме проблемите затоа што во Амфенол имаме, да кажем, ние сме една мала корпорација, да речеме, во која што имаме 6 фирми и за наша среќа дел од нив имаат потешкоти со порачките, меѓутоа дел од нив имаат зголемувања, па со префрлање и со реобука на вработените ги задржуваат своите работни места, така да апсолутно не очекувам некои сериозни проблеми во тој дел. Најавите и веќе очекувањата наши се дека имаме одредена група на луѓе од автомобилскиот дел, од одредени линии, не сите, апсолутно, меѓутоа еден дел има на принуден одмор кој што се трае до крајот на јуни, меѓутоа ние веќе почнавме да ги повикуваме, така да веќе и од оваа недела и од наредната се поголем број се вратени, мислам дека наредната само 100 ќе останат на принуден и сите истите ќе бидат повикани на работа до крајот на јуни, така да од јули нема да има и принуденот и за нив ќе заврши и апсолутно не очекувам немаме план за никакви отпуштања, нити пак било какви други ригорозни мерки. Ситуацијата со COVID-19 додаде наков, даде можност и да се направи мала селекција, посебно кон насочување на прочистување на редовите во однос на преголемата толерантност која имале спрема одредени вработени во време на голем раст, а кои не заслужуваат да им бидат продолжени договорите. За кратко време ќе се пушти во погон и уште една деловна единица. Започнавме со Амфенол FTG, новата деловна единица и новата зграда која што ја имаме земено под закуп во неавтомобилската локација. Од 6 јули треба да почнеме со уште една деловна единица Амфенол Проком. Така да мораме да работиме да го компензираме и да имаме диверсификација на дејности, што повеќе дејности да имаме внатре, затоа што ако зависите само од еден сектор, од една дејност, кога е добро, меѓутоа ако има проблемите се многу тешки и тешко се решаваат. Мислам дека од 6 ќе почнеме и со Амфенол Проком и работиме на тоа да имаме некои нови линии. Сега у прегрупирањата, една од линиите веројатно ќе кај што се групираат АК2 плюс ќе се дислоцира, па од таму ќе повлечеме други, но тоа се наши интерни корпоративни договарања како да се оптимизираме кое производство ќе го правиме во Македонија, а кое во Словачка, Чешка или Тунис или било каде. На новинарско прашање во однос на евентуално користење бенефиции од државата, Наков со одговор дека такви мерки Амфенол не користеше, бидејќи еден од условите на мерките е пат на компанијата поголем од 30% во однос на минатата година, како и фирмата да е без профит на крајот на годината, што не е случај со Амфенол. Заради заштита од вирусот на сите вработени во компанијата на влезот се поставени термални камери за мерење на телесна температура на секој кој што ќе влезе во фирмата, а тоа се спроведува и на секој вработен секојдневно. Дополнително се обезбедени маски, ракавици и дезинфекциони и други средства за заштита на вработените, зашто фирмата месечно издвојува по 30.000 евра, сума што ни малку не може да се мери ако се стави на вага здравјето и заштитата на вработените, рече Наков, и додаде дека вработените апсолутно можат да имаат сигурност за своите работни места, да не се плашат за ништо, само сериозно да си ги извршуваат своите работни задачи. Пресконференција одржа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани, при што беше упатена критика за негрижата на актуелната власт кон младите во државата. Неспособноста на СДСМ можеби најмногу на своја кожа ја почувствуваа младите во Република Македонија. Младите се разочарани од СДСМ и за жал голем број од нив не ја гледаат својата иднина овде. Во овие 3 години имаме рекорден број на иселени млади лица, иако СДС ветуваше дека ќе ги враќа и веќе иселените. СДС ветуваше вработување по завршување на школувањето, отворање на бизнис инкубатори, изградба на студентски град, но по доаѓањето на власт заборавија на ветувањето, но и воопшто на нив.
Празните предизборни ветувања се само алатка за манипулација на СДСМ. Тие се познати по таквиот начин на функционирање, но младите се доволно свесни и разумни за да го препознаат тоа. Соочени со огромното незадоволство кај младите од нивното владење, СДСМ на срамен и подценувачки начин, типичен за нив, се обидуваат да ги подкупат со ваучери од 3000 денари и се надеваат дека истите ќе им заборават и ќе им го опростат тоа што ги лажеа и заборавија на нив сите овие години. Не, господа од СДС, со ваучери од 3000 денари не можете да им ја надоместите украдената иднина на младите и ваквите очајнички потези со 3000 денари за невработените млади, а 100.000 евра за Кочо Андјушев, не само што нема да ви поминат кај младите, напротив, уште повеќе ја исцртуваат градата слика на младиот човек за вашето владење. Во спомен на светите апостоли Петар и Павле, в понеделник започнуваат петроденските или така наречени апостолски пости. Годинава траат 1 месец, затоа што нивната должина зависи од терминот на празнувањето на Великден. Од понеделник па се до верскиот празник Петров ден 12 јули, православните верници ќе преминуваат еден од 4 редовни пости, кај народот познати како Петровденски или апостолски пости. Самото име кажува дека за разлика од божикните и великденските, кои се посветени на Исус Христос, и богородичните посветени на Пресвета Богородица, овие се во спомен на светите апостоли, што беа ученици и го ширеа христијанството по смртта и воскреснувањето на Христос. Петровденски се нарекуваат затоа што се посветени на апостолите Петар и Павле. Првиот во својата мисија покрај другото практично ја оформил црквата како институција на земја, а вториот со своите проповеди го проширил христијанството низ целиот свет. Свештениците апелираат дека освен на телесниот пост и воздржување од храна, потребно е да се посвети внимание и на духовниот пост. Од понеделник започнуваат Петровденските или апостолските пости кои што се востановени во чест, нели, и самото име кажува, од благодарност кон апостолите. Според типикот пропишан од православната црква се постат на следниот начин, значи понеделник, среда и петок е строг пост, вторник и четврток е благословена употреба на масло, додека сабота и недела се дозволува и риба. Секако на средните и поголемите празници има одредени разрешувања. По некоја практика типикот го објавуваме по социјалните мрежи, го делиме нели на луѓето, сите оние кои што сакат да постат, ќе дојдат, ќе го добијат типикот. А нели за многу пати имаме кажано за оние категории на луѓе кои што се возрастни, почетници во верата, родилки, дуелки, луѓе кои работат тешка физичка работа, нели, постои можност за ублажување на постите, секако со благослов на духовникот. Сите оние кои што, нели, сакат да се подготват и да се причестат, како што знаеме, треба претходно да се исповедат. Арсовски додава дека од година во година се поголем број млади луѓе се одлучуваат да постат и доаѓаат да се консултираат со свештениците околу правилото за пост и исповед. Во христијанската традиција се смета дека целта на постот е прочистување на телото, зајакнување на волјата, воздигнување на душата над телото. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.